Наспроти позитивните очекувања од властите, скептицизам владае помеѓу дел од експертската јавност во земјава, дека Северна Македонија во јуни ќе добие датум за почеток на преговорите со Европската унија. Професорот Светомир Шкарик вели дека поканата ќе биде реална само ако се исполнат бараните услови, помеѓу кои и продолжување со работа на СЈО и истражување на случаите поврзани со прислушкуваните разговори. Неговиот колега Борче Давидковски вели дека земјава треба да биде наградена, но ти не верува дека тоа ќе се случи во јуни. Според тоа, поканата зависи од нас, не од Европската унија. Но за жал кај нас тешко може да се дојде до согласност. Меѓу опозиција и владеачките партии постои длабок судир и при тоа мислам дека опозицијата е таа што кочи. Се додека опозицијата не почне да размислува пошироко, се до тогаш додека освојување на власта нема да ја биде главна обсесија, Македонија ќе се судрува со овие проблеми и тешко ќе дојде до поканата. Мислам дека тешко ќе дојдеме, ќе го добиеме датумот за преговори. Тоа ништо не значи, тоа е почнување на отварање на 35 поглавја, тоа може со години да трае. Едноставно малку ветер на едрото да му се даде на ова реформска влада, бидејќи многу сторија со преспанскиот договор и така натака, за жал многу помалку во поглед на реформите на на јавна администрација, на правосудниот систем. И кога би добила датум за преговори, професорот Никола Тупанчевски смета дека тешко би се одвивале преговорите, особено за најважните поглавја правда и правосудство. Номинално, декларативно и во моментов ние сме многу близко до Европа која станува. Главниот проблем е имплементацијата на законите. Сме го зборувале тоа и порано, така што значи сметам дека поглавјата 23 и 4 би били идеална шанса за Република Македонија во реформаторски процес кој што е започнат да се одобие својата вистинско значење. Во меѓувреме, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју за Радио Слободна Европа рече дека Европската комисија на крајот од мај ќе препорача почеток на пристапни преговори за полноправно членство за земјава, но оти се потоа ќе зависи од државите членки дали ќе се согласат со тоа. Под Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.